Благодарам. Почитувани, денес кога го разгледуваме буџетот за 2019 година, најмегаломанскиот буџет досега во Република Македонија, а истовремено исклучително популистички и неразвоен буџет во кој нема ниту еден нов капитален проект на оваа власт, за разлика од претходните години, кога сум зборувала на почетокот и кога на почетокот од говорот сум се задржувала на анализа на буџетите на одделни министерства и проектите кои што се предвидени да ги реализираат. Овој пат, оваа година, решив прво да зборувам за тоа колку оваа власт планира да инвестира и дали воопшто нешто планира да инвестира во мојот роден град Прилеп, како и во околните општини. Зошто сакам уште на почетокот да зборувам за Прилеп? Затоа што слободно може да се каже дека Прилеп всушност во 2019 година нема да постои за оваа власт. Во најмегаломанскиот буџет досега што една влада го стокмила во Република Македонија, Прилеп речиси да не е споменат. После повеќе години, за прв пат, Прилеп го нема во буџетот на државата. Освен во делот здравство, каде се предвидува реконструкција на дел од веќе реконструираната градска болница, а за што во буџетот пак не се предвидени средства, во овој неразвоен буџет нема проект за нашиот град, односно за нашата општина. Почитувани колеги од владеачкото мнозинство, Прилеп и прилепчани не заслужуваат ваков игнорантски однос од власта. Токму заради ова поднесовме повеќе амандмани. Амандмани за проекти потребни за граѓаните на Прилеп. Проекти кои дел сме ги ветиле ние и за кои се уште сметаме дека исклучително се потребни за граѓаните на нашата општина, а дел се ветување на Социјалдемократскиот сојуз. Ветувања кои што беа изнесени на парламентарните избори 2016 година, а само овие лажни ветувања беа потврдени на локалните избори 2017 година. Од сите предложени амандмани не е прифатен ниту еден од страна на министерот за финансии, со што само уште еднаш се потврдија лагите на Социјалдемократскиот сојуз, односно дека се што ветуваа во предизборни кампањи всушност беше една самошарена лага во 2016 година. Амандмани или проекти кои не ги поддржаа колегите од парламентарното мнозинство, за кои побаравме средства, почитувани сограѓани, се следните. Изградба на нова детска градинка во населбата Точила во Прилеп. Нова детска градинка во Прилеп е повеќе од потребна и жалам што Министерството за труд и социјала, како и целата влада, не најдоа можност да оддела средства барем да се отпочне со изградбата на градинката. Затоа што деталниот урбанистички план, како и генералниот урбанистички план на општината веќе има маркица за градинка во оваа населба, а општината има потреба од нова детска градинка затоа што на листа на чекање се повеќе од 400-500 дечиња, затоа што постоечките детски градинки се пренатрупани или, например, во група во која по сите стандарди треба да има 12 до 15 деца, има по 30, и над 30 деца. Група каде што треба да има 10 до 12 деца, има над 20 деца. Друг амандман беше за изградба на нов театар во Прилеп. Проект за чија реализација исклучително се залагам, не само заради тоа што го сакам и го почитувам театарот, ами затоа што ансамблот во Прилепскиот театар е исклучително квалитетен, постојано ниши награди, како во земјата, така и надвор од неа, и заслужува достојно место за работа. Покрај ова, нов театар, вети и градоначалникот на Прилеп, кој сигурно кога одаваше ова ветување во предизборието, а и кога во просториите на општината ги повика глумците на кои предмету им вети дека ќе изгради локалната власт нов театар, не знаел дека општината всушност и не смее да вложува финансиски средства во објекти кои припаѓаат и се обврска на извршната власт. Искрено заради ова се надевав дека амандманот ќе биде прифатен, за да може ова ветување на локалната самоуправа да биде остварено со помош на централната власт, односно со помош на извршната власт. Амандмани за изградба на обиколници, една која ќе го поврзува патот градско Прилеп Македонски Брод, друга која ќе го поврзува регионалниот пат Македонски Брод Прилеп Битола, исто така ветување на локалната власт, односно на градоначалникот, а не смее да ги реализира, односно треба да ги реализира централната власт, одбиени. Амандмани за изградба на спортски сали во основните училишта Блаже Којневски и Кире Гавриловски, амандман за изградба на спортски сали, амандман за реконструкција на старата градска чаршија, нови 2 противпожарни возила, мерна станица за мерење на загаденоста на воздухот,
Овде вреди да се подсетиме, од ИСДСМ ветуваше дека ќе купи ваква станица по 1 месец од доаѓањето на локална власт, меѓутоа се уште ништо од ова ветување. Набавка на 4 нови автобуси за градскиот превоз, сите овие амандмани одбиени. Но не само Прилеп, во буџетот не е спомената ни соседната општина Кривогаштани. И покрај тоа што претходната локална власт на ВМРО ДПМН остави готови проекти за изградба на канализација во населените места Врбјани, Бела Црква, Војџани, како и доградба на веќе започнатата канализација во населеното место Крушејани, за чија реализација исто така со амандмани побаравме средства, ново противпожарно возило во оваа општина и овие беа одбиени. Истиот случај со поднесените амандмани за општина Долнејни, со кои побаравме средства за изградба на канализациона мрежа во населеното место Пешталево. Исто така и за ова канализација има веќе готов проект. Одбиен беше амандманот за реконструкција на патниот правец од село Допјачани до село Дреновци, како и амандманот за реконструкција на основно училиште Пецо Даскалот во село Заполџани. Почитувани, овде ќе прекинам со читањето на поднесените амандмани, затоа што истата судбина, како и погоре споменатите, ја има и останатите кои што нема да ги споменам. Сите беа експресно одбиени. Ќе кажам уште еднаш, оти на овој начин падна во веда сите ветувања на Социјалдемократскиот сојуз дека ќе реализираат проекти во интерес на граѓаните. Најзначајно место во овој најмегаломански буџет во изборната 2019 година има капиталниот проект на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија за 2019 година, а тоа е нови партиски вработувања, за кои во буџетот се оделени значителни средства. Ке ставката плати предвидено е зголемување од 5,7% или 1,5 милијарди денари повеќе. Сумата на средства која се одделуваше за субвенции во изминатиот период, за субвенции на земјоделците, за 2019 се намалува. Она што во образложението на министерот ми остави најголем впечаток е реченицата ќе има силен прилив на странски директни инвестиции. Тоа што со години го критикувавте, тоа што го работеше владата на ВМРО ДПМН, сега дојде време всушност и да се фалите со сработеното од ВМРО ДПМН. Затоа што велите има силен прилив на странски директни инвестиции, меѓутоа ни министерот, ниту пак некој колега од владеачкото мнозинство спомена барем едно име на некоја инвестиција која може да ја очекуваме да почне да инвестира во Република Македонија. Вреди овде да се споменат намалувањата на трансферите до фондот за ПИОМ, кои што се помали за над 20 милиони евра. Трансфери до фондот за здравствено осигурување ќе бидат во 2019 помали за околу 5 милиони евра. Владата за поддршка на имплементација за декада на роми за 2019 година има предвидено 1,1 милион евра помалку од претходната година. Во Министерството за животна средина, кога е многу актуелно загадувањето и кога се носи новиот буџет за 2019 година, Министерството, односно владата, го скратува буџетот за животна средина за 20 милиони денари. Министерство за култура, Универзитетот Свети Климент кај Плаошник, 104 милиони денари помалку од претходната година. Министерство за култура драмска дејност, 60 милиони денари помалку од претходната година. Во Министерството за образование и наука во високото образование, преведување и печатење на стручна литература, 120 милиони денари помалку од претходната година. Почитувани, овде сакам да ги споменам и проектите во транспорт и врски за кои што има предвидено средства во овој буџет, од кои за жал ниту еден не е нов проект на оваа власт, ами сите се продолжение на веќе отпочнатите проекти од претходната влада на ВМРО ДПМН. Имено во предлог буџетот за 2019 година, владата на Република Македонија има планирано средства за следните проекти од железничкиот сектор. Продолжување на реконструкција на железничката пруга на коридорот 10, финансирано со заем од ЕБОР, да повторам проект започнат од владата на ВМРО ДПМН. Понатаму, продолжување на реализација на првата и втората фаза од проектот за изградба на рехабилитација на источниот дел од железничката пруга на коридорот 8, делница Куманово-Белјаковце Крива Паланка, финансирана повторно од ЕБОР, исто така проект започнат од владата предводена од ВМРО ДПМН. Надоместување на услугите за јавниот интерес во железничкиот превоз на патниците,
за кои што се предвидени многу малку средства. Односно, може да се забележи дека за 2019 година владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз не планира да започне ниту еден нов или ниту еден свој проект во делот на железницата. И двата кои што ги споменав погоре се сработени и започнати од ВМРО ДПМН. Со тоа се покажува дека оваа влада, иако во својата програма имаше ветено многу проекти од железничкиот сектор, воопшто всушност и нема намера да ги реализира. Односно, ништо од ветувањата на Социјалдемократскиот сојуз во делот инфраструктура. Покрај овие ветени и нереализирани проекти од владата на Република Македонија во изборната програма на Социјалдемократскиот сојуз План за живот во Македонија на страна 75, 76 и 77 се извинувам. Беше ветено дека новата влада ќе ги насочи своите ресурси за подобрување на состојбите во овој многу важен сектор со инвестиции, модернизација во железничката инфраструктура, обновување на возниот парк, инвестиции во делот на безбедноста во сообраќајот, преку осигурување на патни премини. Имено ја ветувавте брзата пруга Тапановци-Гевгелија, не е ни започнат да се реализира проектот. Изградба на нова пруга од Миладиновци до аеродром Петровец во должина од 5 километри, ништо не е реализирано. Добро е што го продолживме законот за легализација на дивите градби, меѓутоа она што треба да се напомене дека оваа влада воопшто не го реализира овој проект. Добро е што прифативте дека е добар проект, меѓутоа добро е и да работите, затоа што статистиката покажува откако се промени локалната власт, бројот на легализирани објекти по општини во една година не се движи повеќе од 15-16 издадени одобренија за легализација. Почитувани колеги, за урбанизам и градежништво се предвидени 2 милиарди 673 милиони 105 илјади денари. Ова се далеку од доволни средства за да се исполнат изборните ваши ветувања. Со овој буџет ќе се навлезе всушност во третата година од владењето на Социјалдемократскиот сојуз, а нема никаква реализација. Нели ветувавте 600 км автопатишта, 550 км магистрални и регионални патишта, 1000 км локални патишта. Ништо од ова не видовме и нема да видиме ние граѓаните на Република Македонија на чело со Социјалдемократскиот сојуз. За водовод и канализација по општините се одделуваат само 333 милиони 433 илјади денари и согласно изборното ветување ваше дека ќе се зголеми процентот на покриеност со канализација од 18 на 40%, ова е премногу мал буџет за да може некој да очекува дека всушност и ќе се реализира. Сакам да се задржам накратко и на буџетот за култура. Почитувани колеги, купниот буџет за култура во 2019 година ќе изнесува 227 милиони 145 илјади денари, а во 2018 година бил 353 милиони 645 илјади денари. Дали ова покажува дека културата не е важна за оваа владеачка гарнитура? Буџетот за дејности во областа на културата исто така е намален во 2019 година и ќе изнесува 3 милиарди 315 904 илјади денари, а додека во 2018 година истиот бил 4 милиарди 318 511 илјади денари. Би сакала да направам една споредба за тоа колку се кратат средства, например, за управата за заштита на културно наследство. Во 2018 година за управата за заштита на културно наследство беа предвидени 191 милион 550 илјади денари, а додека во 2019 година само 52 милиони 630 илјади денари. Управа за заштита на културно наследство оваа година само 43 милиони 130 илјади денари. За Скопско, Тетовско и Виничко кале, почитувани колеги, во 2018 имало 5 милиони од страна на оваа владеачка гарнитура, а за 2019 година само 3 милиони. Јас сакам да направам една споредба колку имаше во буџетот за 2016 година, буџетот кој беше всушност од ВМРО ДПМН одделен. За ова имаше предвидено 50 милиони денари. 50 милиони денари беа
за археолошки локалитети, кои што вие за жал сега ги скратувате на околу 5 милиони денари. Културно и природно наследство за 2019 година 22 милиони 500 илјади денари. За жал, за спомен обележјето на Тодор Броевски во 2019 година буџетот кој што се одделува е 0 денари. Ама затоа за 9 милиони денари се зголемуваат средствата за плати и надоместоци на администрацијата, кое може да значи зголемување на бројот на вработени во администрацијата во областа на културата. Почитувани колеги, воопшто не ги спомнувате, односно сега овде јас сакам и да поставам прашање, зошто всушност не продолжувате со изградбата на албанскиот театар? Зошто ја стопирате изградбата? Зошто не ја продолжувате изградбата на Струмичкиот театар? Повеќе не го споменува никој од вас аквадуктот. Имено на оваа тема одржавте бројни пресконференции пред изборите 2016 година, на која што тема всушност и бившиот министер изгради кариера. Меѓутоа тоа изгледа беше само за градење на кариера и се запре. Повеќе го нема како ваш проект. Не го ни споменувате. Каде е овде црквата во Курбиново? И за неја државте бројни пресконференции. Жално е со доаѓањето на власт ги заборавивте исклучително важните проекти кои сведочат за културата, за историјата на Република Македонија и наеднаш ви станаа неважни. Почитувани колеги, со оглед на тоа што има уште колеги пријавени за збор, а заинтересираноста од владеачкото мнозинство речиси е нула, ќе прекинам и ќе повторам уште еднаш дека станува збор за најмегаломанскиот буџет досега во Република Македонија, меѓутоа буџет од кој што граѓаните всушност нема да видат ништо. Благодарам.